Па јас би кажал дека она што владата го збори дека во програмата се обезбедени некакви средства, го слушнавме и минатата година, го слушавме и во претходните и ребаланси и во претходните буџети кои што беа донесени пред да има ребаланс. А да бидам искрен, на оваа тема слушнавме нешто и од актуелен сегашен министер во владата на Република Македонија, господинот Дамјан Манчевски, кој иако не е ресорен во овој дел за финансии или животна средина, во ноември 2016 година изјави загадувањето ќе се исчисти со промената на власта. Промената на власта се случи, 2016 година беше одамна, сега сме веќе крај на 2019 година, гледаме дека овие ветувања не се реализираат и беше ветено и во програмата врз на која што работи колешката министра за финансии и владеачката коалиција дека ќе се обезбедат поволни кредити за замена на сите технолошки застарени производствени капацитети со нови со цел да не предизвикуваат загадувања. Гледаме дека и тоа не се случува. Но како и да е, бидејќи тоа не се случува, предлагаме вакви амандмани кои што можат да направат ублажување на постоечкото загадување, кое што знаеме дека во овој период што следува ќе станува се поголем проблем, станува годишен сезонски проблем за сите граѓани на Република Македонија. Би споменал дека за разлика од градот Скопје, каде што во месеците ноември, декември загадувањето најчесто е и до 25 пати повисоко од дозволеното, по однос на тие најкритични PM10 честички, во општина Кичево тоа се случува отприлика со 10 до 14 пати поголеми PM честички, присуство на PM честички од дозволеното, што представува ризик за целата популација. И сметам дека со прифаќање на еден ваков амандман би можело значително да се влие за ублажување на оваа состојба. Дополнително би сакал да споменам тоа што она што владата декларативно го кажува дека има некакви програми за заштита на животната средина, сметам дека бројката од 0,042% од бруто домашниот производ во Република Македонија доволно збори за тоа колку внимание или колку невнимание се посветува на темата животна средина и колку има разлика помеѓу она што владата го збори декларативно за некакви проекти и она што го обезбедува како средства и ресурси во самиот буџет, и на крајот од годината ќе видиме дека дури и овие 0,042% од буџетот нема да бидат целосно искористени за намените за кои што биле определени во донесувањето на буџетот или во неговите чести ребаланси. И затоа сметам дека би било добро да помине овој амандман од сите колеги пратеници, биде поддржан, за да направиме една мала услуга за ублажување, амортизирање на загаденоста која што станува годишен сезонски проблем на општина Кичево. Благодарам.